Зборувајќи им го правилно стандардниот македонски јазик, децата уште од најмала возраст се учат да го сакаат мајчиниот јазик. Педагозите забележуваат дека родителите се тие кои треба да им укажат на своите деца, со цел правилно да го користат мајчиниот јазик. Сакам да потенцирам дека родителите, семејството е првата база, она што треба да започнеме и да го продолжиме почитување на употреба на почитување на мајчиниот јазик, значи родителите правилно да им зборуваат на децата колку што е можно повеќе. Во Штипската библиотека денеска општина Штип и двете детски градинки, преку креативни работилници, презентирајќи им приказна на македонски јазик, го одбележаа меѓународниот ден на мајчиниот јазик. Со една единствена цел да пренесеме порака за негување и чување на мајчиниот јазик, односно да го сочуваме аманетот и да го продолжиме кој што ни го оставиле нашите баби и дедовци, нашите генерации за зачувување на нашиот мајчин јазик. Денеска во рамките на програмата за одбележување на Светскиот ден на мајчиниот јазик во библиотеката добивме донација од авторката Ели Маказлиева и издавачката куќа Едука Мак. Исто така денеска организиравме креативна работилница со дечињата од градинките и утре завршуваме со уште два настани. Едниот настан е во градинките, а другиот настан ќе се одржи во нашата библиотека за да го одбележиме манифестација за поетот, роднокраец Лупчо Стојменски. Во светот денес се зборуваат околу 6000 јазици, а на половина им се заканува исчезнување во многу делови на светот. Околу 200 земји се наоѓаат пред предизвикот да ги сочуваат малите јазици и да се погрежат тие да се употребуваат заедно со светските јазици. Според статистиката, во последните 3 века има изумирање или драматично намалување на бројот на јазици, особено на американскиот и на австралискиот континент.